Во Солун на 23 октомври 1893 година била основана внатрешната македонска револуционерна организација ВМРО со цел за извојување автономија на Македонија преку револуционерна борба. Врвна точка на дејноста на ВМРО организирање на Лиденското востание во 1903 година во Македонија. Основите на организацијата се поставени на 5 ноември 1893 година или 23 октомври според стариот календар во куќата на книжарот Иван Хаджи Николов во Солун. На основачкиот состанок присуствувале доктор Христо Татарчев, лекар родум од Ресен, Даме Груев, учител родум од село Смилево Битолско, Петар Попарсов, учител родум од село Богомила Велешко, Иван Хаджи Николов, книжар во Солун, родум од Кукуш, Антон Димитров, учител родум од село Ајватово Солунско и Христо Ботанџиев, учител родум од село Гуменица, Енидже Вардарско. Основачите почнуваат да ги шират овие револуционерни идеи меѓу прогресивната младина во Солунската бугарска машка гимназија. Набрзо учениците во гимназијата создаваат кружоци, конспиративни групи и друго. По завршувањето одат во своите родни места и таму почнуваат да агитираат. Младите студенти и нивните професори стануваат стожерот, односно движечката сила на македонската револуција. Емисарите вршат обиколки по селата во Македонија и Одринска Тракија и формираат местни комитети. Откако на овој начин се формирала структурата на организацијата, се започнало со процесот на создавање вооружени чети и почнале набавки на оружје по илегални канали од Бугарија и Грција. Да ги збиеме редовите, да се обединеме и да бидеме единствени, бидејќи така ништо не ни можат. Ние сме партија на народот, порача лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски на денешната свечена академија по повод 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, а која се одржа во Штип. Тие нема да застанат тук. Ки има пеколни удари. Ки има и жртви и саможртви. Ама ќе издржиме. Ќе издржиме и ќе победиме. Вогот е голем. Вогот е голем. Тој вог не е вог на денешницата. Тој вог е вклесан во минатото од нашите предци и ќе биде развиван од нашите деца и внуци во иднина. Духот на македонецот е нескршлив, а во овие моменти битката не е за Никола Груевски, туку битката е за ВМРО ДПМНЕ. Забележа Груевски, кој истакна дека македонците не можат да ги заборават сликите од диво населје, како се уништува македонското знаме, палење на куќи и автомобили, но се осврне и на настаните од насилствата во македонското собрание, кој, како што рече, народот бил испровоциран. Очигледно намерно испровоцирани од кршењето на уставот и законите. Од кога се виде дека оваа власт спроведува селективна правда и ослободува најтешки криминалци и убици, стана јасно дека веќе е безсмислено да се бара одговорност од луѓето кои, борејќи се за својата земја, поведени од емоциите, направија погрешни чекори на 27 април. Тие немаат толку мастило за родолюбивиот народ од 27 април да го запишат на темните страни на историјата. На свечената академија на денот на македонската револуционерна борба говореше само лидерот на ВМРО ДПМНЕ, кој порача дека денеска се слават 124 години од основањето на историското ВМРО, а за прв пат по 10 години не го одбележуваат државните институции и не се доделува државната награда. Во текот на вчерашниот ден, класичен изборен подкуп на граѓаните од страна на Илчо Захариев обвинија од СДСМ. Големиот хуманист врши мобинг врз работените во јавните предпријатија и ги тера да работат во недела и на празници. Доколку е се според закон, зошто тоа го прави швейцарски и ги става во непријатна ситуација работниците. Но најсимптоматично е тоа што изведувач на работите е токму фирмата Колетранс, која на јавноста е позната како најголем бизнис партнер на Илчо Захариев. Обвинија денес од Општинската организација на СДСМ Штип на прес пред медиумите. Фирмата на Колетранс во изминатиот период ги добиваше сите тендери на Општина Штип, па од благодарност кон Илчо Захариев мораше да се впушти и во изборен подкуп. Но Илчо Захариев мора да одговори пред јавноста дали е оваа фирма
која ги асфалтираше улиците со 2 сантиметри асфалт, а за возврат црпеше песок од река Лакавица, иако дозволата од Министерството за животна средина е на јавното предпријатие Степион за уредување на коритото на реката Брегалница. Доколку не е таа фирма, мора да одговори каде и како заврши песокот од река Лакавица. Ги повикуваме надлежните институции, финансиската полиција, да ги истражат сите овие матни бизнис сделки и криминалот до крај. Но исто така го прашува Милчо Захариев, по кој критериум вработува лица во локалната самоуправа преку Агенција за привремени вработувања, по кој правилник им исплаќа плати и дали 20 на лица им исплаќа по 100 евра месечно од буџетот на општина Штип, а тие воопшто не се јавуваат на работа. И Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Штип со пресконференција со одговор на она што обвинуваат од СДСМ. Кандидатот за градоначалник од редовите на СДС, Благој Бочварски, во координација со партиската полиција на Оливер Спасовски, се обиде да запре реконструкција на улица. Уште еднаш се покажа каква власт имаме и како истата сурово и бескрупулозно се практикува. Да појасниме, не постои време кога активност која е предвидена со програмата на јавното предпријатие, активност која е по барање на граѓаните, се изведува и реализира, туку истата е поврзана со обезбедени средства и ресурси од страна на општината. Таков е случајот со вчерашната активност на јавното предпријатие. На СДС и Бочварски им пречат проектите на ВМРО ДПМН, бидејќи на тој начин граѓаните ја согледуваат разликата меѓу нас. Бочварски и Заев, во очи од престојниот порез кој ги очекува на 29 октомври, злоупотребувајќи полицијата и структурите на државниот апарат, се обидуваат да внесат страв и несигурност кај граѓаните. Но времето на закани, уцени и манипулации помина. Граѓаните ги спознаваат делата и не се плашат од Заев и неговата хунта. Почна отворено да зборуваат за притисоците кои им се вршат, тие се одлажни и храбри, горди и достоинствени и ќе си ја одбранат својата општина. Граѓаните знаат кој гради, а кој урива, кој работи, а кој манипулира, кој за себе има дела, а кој за себе има гола сила и празни зборови. Штипската населба Автокоманда заслужува да биде убаво место за живење. Таму граѓаните во иднина нема да плаќаат паркинг, а печурките ќе бидат уредени. Исто така ќе се инвестира и во оформување на еколошки зелени површини. Денес пред медиумите ова го истакна кандидатот за градоначалник од СДСМ за општина Штип Благој Бочварски. Сакам да ги информирам граѓаните на Автокоманда дека паркинзите кои што сега се наплаќаат во овој дел од градот ќе ги укинеме. Тоа е една од првите наши одлуки, затоа што граѓаните во овој дел од градот кој што не е централно градско подрачје не заслужуваат и нема да плаќаат повеќе паркинг простор во овој дел од нашиот град. Делот на градскиот пазар кој што е во наша близина овде ќе изградиме монтажна катна гаража за да го растеретиме сообраќајниот хаос кој што се ствара во денот кога е пазарен ден во петок, така што таа катна гаража монтажна ќе се најде, ќе биде од корист на граѓаните и кои што го користат пазарот и кои што пазаруваат и оние кои што доаѓаат во овој дел од градот. Имаме уште многу други проекти, асфалтирање на дел од улиците, на Солидарност и на браќа Даневи и покривање на каналот на улицата Панче Караѓозов, детската градинка која што е во многу ужасна состојба, дворот на детската градинка ќе го уредиме, секоја уништена површина која што е во шут, во ѓубре, ќе биде еко површина, зелена површина. Овде зборувам и за градинката и за секоја друга површина која што се наоѓа во овој дел од градот. Денешната презентација на Бочварски поддржана и од градоначалникот на Скопје Петре Шилегов. Денеска сум овде во Штип да ја истакнам својата поддршка за кандидатот за градоначалник, иден градоначалник на Штип, господин Благој Бочварски, истовремено да ги охрабрам штипјани масовно на 29 да излезат на избирачките места, да го заокружат бројот 19. Штип е зрел за промени, граѓаните на Штип заслужуваат
поквалитетна локална самоуправа, заслужуваат град кој што ќе ги разбира нивните потреби, кој што ќе ги решава проблемите на Штипјани. Заедно со Благој Бочварски, како градоначалници и на Скопје и на Штип, ќе разменуваме искуствата кои што ги имаме во Скопје со цел да го подобриме квалитетот на живеењето овде на граѓаните во Штип. Денеска Бочварски Шилегов остварија и лични контакти со граѓаните од Автокоманд. СДС води двојна политика и нивните обиди наместо да го обединуваат, постојано го раслојуваат народот. Нивните ветувања дека ќе донесат живот еве веќе 4 месеци никако да почнат да се остваруваат, но досегашното однесување едно е сосема сигурно. Тие живот за конфекцијските работници во Штип не носат, обвинија денес на пресконференцијата од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Продолжуваат со бесребни политики на делење на македонското ткиво на наши и ваши, поделба на националните и државни празници на наши и ваши и замислете, сето тоа на чий грб, ако не на грбот на работникот. Само да резимираме. Денес представниците на СДС, вработени во државната администрација, не побрзаа да се вратат на работа, но затоа побрзаа да ја укинат државната награда 23 октомври. И покрај долгогодишните обвинувања и ветувања за решавање на прашањето на конфекцијските работници и најавата за еднаков живот на сите, денес повторно работникот е на работа, иако е државен празник. Ако вака се однесуваат СДС непосредно пред вториот круг на локалните избори, очигледно се уште не ја разбрале разликата од живот на хартија до живот во пракса. Затоа, граѓаните таа разлика ја чувствуваат на својот грб и ќе ја испорачаат на 29 октомври. На градски во Штип играчите на Брегалница беа мощно расположени, ефикасни и со резултат од 5:0 го победи тимот на Осогово од Кочани. Стрелци на головите за Брегалница беа Горан Здравков 2 и Ристе Темелков, Стефан Мишев и Ристе Номов, кои постигнаа по еден гол. Еве ги комплетните резултати од ова 9-то првенствено коло. Тиквеш Пачковица 1:0, Кожу Беласица 2:1, Брегалница Осогово 5:0, победа во Ландово Каменица Саса 1:1, Борец Хоризонт Турново 3:0, службен резултат. Знаеме Хоризонт е исфрлен од втората македонска фудбалска лига група Исток. Табела. Брегалница се искачи на самиот врв, сега е прва и има 21 бод. Втора е Беласица 20, трето место и четврто делот Борец и Кожу со по 16. Петто место за Плачковица 15, на шестото место Тиквеш има 12, седмо место Победа во Ландово 9, на осмото место Каменица Саса има 8, девето место Осогово 7 и на последното 10-то место Хоризонт со 3 освоени бодови. Надпреварите од следното 10-то коло ќе се одиграат во сабота 28 октомври, во која екипата на Брегалница ќе биде слободна, а тимот на Беласица ќе гостува на Тиквеш во Кавадарци. Нова висока и рекордна победа извојува играчите на Китго Пехчево на терен во Зрновци против тимот на Зрновка. Беа постигнати дури 11 голови, додека мрежата на Китго и овој пат мируваше. 3 гола постигна Мартин Стојанов, а по 2 гола постигна Маријан Ташков, Мартин Димовски, Антоа Ратков и Томи Станоевски. Особено убав и вистински еврогол беше голот на Маријан Ташков за водството на Китго од 7:0. Можеше да бидат постигнати уште голови ако стрелците на Китго беа повнимателни и поснаодливи, и особено ако теренот беше поквалитетен. Еве ги комплетните резултати од ова 9-то есенско коло. Еве ги комплетните резултати од ова 8-о есенско коло. Брегалница Гола Кежовица 4:2, Зрновка Китго 0:11, Малеш Руда 1947 6:0 и Слоги 1934 од Чеполе 4:0. Табела. Екипата на Китго Пехчево е на првото место со 22 освоени бодови. Второто и третото место го делат Руда 1947 и Брегалница Голак со по 13 бодови. Четврто место Кежовица 12. На петтото место Слоги 1934 има 11. Шесто место и седмо делат Малеш и Овчеполе со по 9 бодови и на осмото последното место тимот на Зрновка со само еден освоен бод.
Надпреварите од следното 9 коло ќе се одиграат во сабота 28 октомври, во кој во Пекчево ќе се сретнат екипите на Китго и на Кежовица од Ново село. Под влијание на влажен и студен воздушен бран од денеска ќе провладува облачно време со повремени врнежи од дожд кои на места ќе бидат пообилни над 30 литри метри квадратни, особено во источните и југоисточните делови од земјава, каде локално ќе бидат проследени и со грмежи. Во текот на денот ќе дува умерен до засилен јужен ветар, а кон крајот на денот ќе го промени правецот во северен. Максималната дневна температура ќе достигне до 14 степени Целзиусови, информираат од УХМР Македонија. Врнежите ќе продолжат и во вторник, но со намален интензитет, а на повисоките планини во северозападните делови ќе поминуваат во снег. Во вторник и в среда ќе дува засилен северен ветер кој ќе предизвика значително намалување на дневната температура. Од среда ќе има и постепено намалување на облачност, а од четврток и пораст на дневната температура.